Здруженијето на граѓани Јосип Броз Тито со цвеќе и одавање почит пред спомениците на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче, како и на револуционерот од Илинденската епопеја Никола Карев, лоцирани во паркот на револуцијата, го одбележаа денот на борецот, државен празник во поранешната СФРЈ. Групата следбеници на Титовиот пат на тој начин ја продолжуваат традицијата која здруженијето ја негува десетина години, мотивирани од најдобриот период за кој знаат. Здруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, како секоја година и оваа година, дојде да им одаде почит на борците, на тие кои што ни ја донесаа слободата, бидејќи денеска е 4 јули, ден на борецот. На 4 јули 1941 година во Белград Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија на чело со Тито донесе одлука за почнување на востанија против германците и нивните слуги окупатори во Југославија. Наскоро по одлуката на Централниот комитет на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија почна и реализацијата на оваа одлука. Така прв пат пукна пушка на 7 јули во Бела црква во Србија. Понатаму пукна пушка во Црна Гора на 13 јули. Понатаму пукна пушка на 22 јули во Босна и Херцеговина и во Хрватска и на 25 јули во Словенија. И со тоа се крена целиот југословенски народ да ја ослободи својата татковина. Тоа е причина денес ние како здружение, како и секоја година, да им одадеме почит на тие кои што ни ја донесоа слободата по цена и на нивните животи. И оваа убава традиција ние сме со намера да ја почитуваме и понатаму и во иднина. И тоа ќе биде наша заложба за идните генерации. Првиот човек на здруженијето Трајче Трендов во секоја ваква прилика се прашува дали ако не беше Тито, денеска ќе ја имавме државата, независноста и слободата, имајќи ги во предвид сите историски процеси, балкански превирања и политики на големите сили.